сега е 7 грчко, а тоа е многу интересно, пошто кога и додиме негде, викаме дали е 7 грчко, дали е 6 наше, дали е 8 македонско и се побунуваме, значи кога ќе се напушти граница, кога ќе се праша колку е саат, се кажува по саатот кај што си, за нема забуни. Да не викаме почиво и така натаму. Значи сега си е 7 кај што сме, да се наоѓаме во Волос, во Грција, од каде што ќе тргнеме на едрење. А никој од нас не бил на едрење. Значи ние може би изгледаме како искусни морепловци, а може и не изгледаме, не е битно, ама никој од нас не знае шопре. Значи дојдовме да едриме низ грчките острови, ќе одиме Скијатос, Копелос, на Санторини може да фатиме ако се погоди времето. Не знаеме што ќе се случува. Одиме да едриме, одиме да се запознаеме со овој спорт, да видиме дали не бива, дали имаме талент, дали имаме желба, имаме искусни луѓе, малце и отпојки искусни. Капетанот има, колку има? 120 години. 120 години има капетанот и се надеваме дека ќе не угости не само со добро јадење, пиење, туку и со некоја приказка, да ни каже од неговите преку 90 години искуство на морето. Не се зеза, ќе видите и сами. Така да тоа е тоа. Одиме на отворено море. Што биде, нека биде. Кажу да гледам и сега морска полеска доби. Малку се шегува нашиот Владо. Што нам не ни се сложи, вам нема сигурно. Но бидете подготвени за друго, бидете подготвени за шеги и зезанци. Сепак, на ова патување сме тргнати пријатели од еден на еден екипата. Друштво кое сака музика, дружба, пијачка, се освен јахта со згодни жени. Бидејќи кога сме во близина на такво нешто, реагираме на следен начин. Уф. А со уф може да се реагира и на други работи. Кога ќе ти текне дека недрење тргна без да го исклучиш бойлерот, кога ќе ти донесат некое многу добро јадење, а ти си многу гладен, или кога ќе си во друштво на некој со големи вештини, а истиот воопшто не се срами тие вештини да ти ги покаже и да те научи пар работи. Запознајте го нашиот учител на ова едрење, капетан Јани. Ме викаат Јанис Војадзиц. Јас сум од Грција и живеам во Волос. Потекнувам од едно сиромашно семејство во кое се роди во 1944 година. Родителите ми беа бегавци од Мала Азија. Татко ми беше од Еглезониси, едно островче близу до Смирна, Измир, а мајка ми е од градот Смирна. Тие во Волос дојдоа во 1922 година од Турција. Бевме 6 деца во едно сиромашно семејство. 8 лица живеевме во куќа со една соба и една кујна. Накратко речено, татко ми работеше како работник во пристаништето на Волос, поради што барем малку живеевме подобро од останатите бегавци. Откога се вработи секој месец од пристанишната компанија, добивавме по една вреќа брашно и по една канта масло. Од тоа мајка ми правеше по една волкава погача леб, која ја делевме меѓу нас. Парчињата леб ги полевавме со малку масло, сол и оригано и така јадевме. Немавме ништо друго за јадење. Па така некако малку пораснав. Кога наполнив 10 години посакав да му помогнам на семејството и најдов работа. 10 години имав, а веќе 3 работи работев. Сабајлето продавав гевреци. Станува во 4 часот и одев да продавам гевреци. Само што ќе ги продадев гевреците, земав да продавам по тепсија шамали. Едни сладки што ги јадеа бегалците во Волос. Некаде од 9 часот па се до пладне ги продавав и нив, а навечер одев пред градското кино и продолжував со продажба на фстаци до полноќ. Утредента повторно од 4 часот наутро истото. Еден ден веќе и израснав, само што имав наполнето 14 години, кога бев на пристаништето и ги гледав тамошните работници кои ги истовараа и товараа бродовите. Бев кај една група работници кои му доставуваа вода на бродот. Го снабдуваа со ладна вода, а од него ја земаа жешката. Ги гледав бродовите кои пристигнуваа, а срцето почна да ми збори дека и јас сакам да појдам и да станам морнар. Но се уште бев мал, не можев да ја добијам дозволата. Ги гледав морнарите со бради и лулиња, морнарски елици и си велев во себе,
Кога ли ќе пораснам? И така конечно, само што наполнив 15 години, земав дозвола да управувам со дрвен чамец. Тогаш требаше да имаш искуство барем една година со возење чамец за да можеш да бараш работа на брод. Не можеше да појдеш без претходно да ги научиш основните работи за морето или да не се навикнеш на брановите. Па така и поминав една година со чамците, за да конечно во 1960 година во месец јануари заминам со првиот брод за Ротердам. Тогаш веќе имав 16 години. По тоа мое прво патување, веќе со следното заминав за Венецуела. Бев со еден помал брод од 18.000 тони и со кој носевме керозин за авиони од Венецуела за Сиднеј во Австралија. Само што поминавме низ Панамскиот канал, по едно 2 дена не зафати голем циклон на океанот. Тој ги носеше брановите директно кон прамецот на бродот, а тоа е многу тешко. Всушност, кога удираат на прамецот, многу е потешко управувањето со бродот. Тоа траеше скоро цела недела, како циклонот да патуваше со нас. И кога еден ден големите бранови почнаа да го издигнуваат, па да го спуштаат бродот под нив, мене ми заличи дека веќе следниот ќе не преклопи. Си помислив ако не преклопи бранот, ќе не изврти и потопи во океанот. Се исплашив. Бев се уште мал, па си реков, што ли ќе биде сега? Зарем вака ќе си го вадам лебот? Ќе работам ли оваа работа со ваква опасност, разбирате? Првпат на брод со такво искуство на невреме. Се исплашив. Си реков, ќе си заминам. И излегов во Сиднеј надвор од бродот за да си одам, но по неколку часа на копно се исплашив и од него. Не знаев да се разберам, не знаев каде да одам, каде да јадам, па се вратив повторно на бродот. И така полека на сето тоа и се навикнав. Покасно дури си посакував и да има таласи да биде повозбудливо. Па што да ви кажам, така и пораснав. Почнав да пловам и да учам за морнарските вештини и искуства, па кога наполнив 24 години, веќе имав обиколено и целата земјина топка, а набргу потоа и станав еден од подобрите морнари на бродовите. Капитанот е легенда од Волос. И е официјално еден од 10 најдобри капетани во цела Грција. Човекот нема формално образование за да биде капетан, ама бил на море толку многу долго, што државата решила да му даде лиценца, бидејќи знае од пракса толку многу, да може да вози бродови над 10.000 тони. Значи, најголеми бродови што можеме да си замислиме некакви си, над 10.000 тони, Јани има лиценца да ги вози. И сега ние учиме од него, инаку Јани има преку 60, така ни спомна, преку 60 години поминати на море, уште од негови тинеџерски години ги цепа овие работи, уште од 15 години плови сам. Вака, на отворени мориња. Има многу авантури за кои што ќе ни спомне. Гледате еден на еден, овозможено од Но авантурите на страна, кои се првите работи што треба да ги знаеме, како да се однесуваме на море. На улица се знае, следиш семафори, црвено, жолто, зелено, но што правиш тука? Епа, црвено и зелено и тука играат голема улога, ама ајде од почеток. Бродовите имаат 5 светилки, една на средина на јарболот и една на врвот од јарболот. Кога бродот е усидрен, само таа свети и тоа свети во 360 степени. Најважни се трите светилки во трупот. Бела светилка одзади, црвена светилка на левата страна, зелена на десната страна. На брод чворовите се. Не само оние чворови што покажуваат со која брзина се движиш, туку и оние вистински чворови од јаже. Капетан Јани ни ги покажа сите знајни и незнајни чворови. Кога влезе во ритам, почна и од позади да ги прави. Без гледање онака да прави плетенки и 300 чуда. И 11 дури ни заврза, демек за крај на сезона 11. Ти благодарам. Покажа дека од јаже може да се направи скала за качување високо, дигалка за кревање и спуштање тешки работи, топка, конче дури направи, конче. Се пофали дека е единствен човек во цел Волос што знае да направи конче од јаже. Не сакаше да ни покаже пред камера како го прави, ама па затоа ги правеше од зад грб. Рече не сакал тајната да му ја дознаат. Јас му верувам сега, вие како сакате. Капетанот си кажа дека човек ако сака да учи, ќе учи. Први впечатоци се дека нема некоја голема филозофија, ама си бара некоја смиреност кога влагаш у целиот спорт. Значи, гледајќи го Јани, што е шампион во тоа што го прави, и гледајќи како он зборува за животот и како гледа на работите, очигледно е дека пловењево си бара баш еден мир да си имаш. Да не се брзаш, да полека да ги правиш работите,
гледајќи го него како ги тера сите овие работи, стварно можеш да научиш многу и општо. Као што ние пловиме сега на отворено море, така ни животот кога пловиш, треба да ги знаеш правите работи и да си ги правиш смирено, полека, со мислење, без брзање и веројатно само така и можеш да останеш вака здрав прво, физички и психички уште поздрав е типот, страшно. Среќен, го гледаш каков е целиот насмејан, едва и чека да се дружи и исполнет. Но за да биде едрењето вистинско едрење, ни недостига еден клучен елемент – ветрот. За жал на почетоков од нашето едрење, времето не послужи најмногу. Наместо време за едрење, повеќе имавме време за сончање. Уште сме на мотор, што е работата, треба да се наместат баш како што треба едрата и ветрот, за да почнеме да едриме и се уште сме на мотор, а моторот тука се гаси. Нема филозофија, стар стоп. Пловиме 5-6 часа веќе, ама немаме среќа да заедриме. И се кога нема ветер, нема што да му правиш. Иако у моментов е доста блиску да заедриме. Што ни се битно ни е плавото, тоа тракиче што го гледаме таму горе, на едрото, и ова црвено тракиче што е тука. Тие идеално е, ако ветрот е од оваа страна, идеално е да бидат легнати хоризонтално налево. Бидејќи ако се легнати хоризонтално надесно, ветрот дува натака и во тој случај треба тоа едро скроз вака да го вртиме од другата страна, за да може да го фатиме ветрот така. Сега, работата е што никако не можеме да фатиме доволно јак убав ветар, да го изгасиме моторот и да си тераме на ветар, тоест да почнеме да едриме. И затоа ова може да биде, како што вели капетанот, доста досадна и бавна работа. И меѓу другото, затоа е доста препорачливо да си имате убаво друштво, добро друштво, да си правите муабет додека не фатите ветар. Пошто ветар може и да нема. Како нас во случај, видите оваа тепсија, како Охридско езеро, значи ветар нема бранче ни за лек. Тоа е тоа, единствено бранче ова ние што го правиме. Море, што убаво зборувам, човек ќе помисли дека знам нешто од нешто за морепловството, но не заборавајте, ако навистина знаев нешто за едрењето, зар со вакви чорапи ќе дојдев? Ова е се само не морнарска чорапа. Значи не е вака. Вака на брод, не. Вака у циркус. Сега го заобиколуваме Скијатос. Скопелос, Скијатос и Алонисос е дел од спорадите, така ги викаат и острови, тоа се спорадите. Скопелос, Алонисос, Скијатос се најпознатите, ама има и други многу помали што не се толку туристички развиени. Се карактеризираат со убава бујна вегетација, затоа се вака зелени кога ќе ги видите. Вакви острови зелени со таква вегетација, речи си и да нема. Тасос е да речеме еден од таквите, ама Кикладите како група на острови се па пусти, не се вакви убави зелени со ваква вегетација, но се разликуваат спорадите и по нешто друго. Тука се наоѓа и единствениот национален парк на вода, воден национален парк, морски национален парк, каде што има колонии на фоки, колонии на делфини и е заштитен нормално итн. Се надеваме дека ние ќе начекаме делфинче или некоја фока дека ќе видиме. Ама ќе видиме како ќе не послужи среќата. Како и да е, убаво е да се посети, убаво е да се види. Од каде доаѓаат прекрасните бусто кроасани? Далечната Америка? Франција? Италија или Грција? Не, доаѓаат токму од тука, од Македонија. Домашни, а светски. Запознајте ги бусто мајсторите. Здраво, јас сум мајсторот за бусто XXL круасани. Имаме дури и 8 различни вкусови. Има и за најпребирливите. 8 вкусови? Тоа го нема никаде. Но бусто круасаните се разликуваат по многу други работи. Например, знаевте ли дека бусто круасанот се полни на 6 места, за разлика од другите круасани кои што се полнат само на 2 места? Бабачко, веднаш стигнуваш до сладкиот прекрасен вкус. Ням. Македонски, а светски? Не се мисли, пробај ги! Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет.
Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Magnesium 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi-Essence. Multi-Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Алкалоид. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Ново и единствено македонско пиво со 100% јачменав слад. Златен даб, класик. Имате пожар во стомакот. Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Кога сме кај фоките, кај што има фоки, има и ајкули, така? Па, не баш. Додуша, мештаните се сеќаваат на еден настан кога на вистина ајкула каснала пливач, турист од западноевропските земји. Сиромашкиот искрварил толку многу што набрзо починал. Добро, годината кога ова се случило е 85-та. Значи, не дека е опасно. Од друга страна пак долго време е поминато, може до сега огладнела ајкулата. Интересна работа. Околу островите ретко, но знае да се појави и залутан кит. Но во глобала, делфините се најголемо нешто што може да видиш на површина. А на површината дојдовме до Кукунариес. Таа е една од најпознатите плажи во Скијатос, а сега ја гледаме во едно друго издание. Не е толку полна да не можеш да најдеш игла кај да фрлиш. Позади неа веднаш се наоѓа Банана Бич, една од најпознатите нудистички плажи. Мислам, нудистичка плажа што се вика Банана, интересен избор за име. По некое време веќе дојдовме во Скијатос. Еден куп македонци биле таму на одмор. Сигурно добар дел и од местава кои ќе ги видат, ќе им бидат познати. И сигурно и знаат, чуле и го виделе познатиот аеродром на овој остров. Ова позади мене е многу познат аеродром. Тоа е еден од топ 3 најатрактивни аеродроми можеби во светот. Омилено место за пијани британци, пијани англичани, пијани шотланѓани, пијани балканци, генерално било кој што многу му фрла рачето, а се наоѓа во дадениот момент во Скијатос, на одмор или на како ние на шетање. Е сега зошто им е толку мерак да доаѓаат тука, бидејќи како што гледате, пистата е на па што знам, на 10 метра. И на секаде има знаци кои велат опасност, внимавај, ќе да ги скине ушите и душата. Пишува danger, 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 be careful from the aircraft blast. Забележувате дека си имаат мака со овие луѓе што сакаат да се забавуваат и гледате дека имаат поставено не баре, ова е, не знам, строго чувана државна тајна некаква. Сепак, Скијатос, каков што сигурно го паметат оние кои го посетиле, е многу жив остров, полн со луѓе, забава, ноќен живот и така натаму, но ние на ова наше патување, кога прв пат дојдовме во Скијатос, начекавме малку поинаков остров. Скијатос вон сезона е друга приказна. Како што гледате, нема живо пиле и поголемиот дел од куќите им се затворени.
што веројатно кажува дека во добра мера луѓето си имаат некои бизниси или нешто надвор од островов или не знам, на друго место. Тоа прават за време на зима и летно време доаѓаат да си прават парички со туризмот. Например, овде десно имаме огромна дискотека која што забележувате дека си е затворена и дека ништо не се случува. Но тоа не е ништо различно и со останативе местенца, со разни кафичи, ресторани. Просто луѓето си одлучуваат дека вон сезона не им се исплаќа да работат. Самиве куки во голема мера се исто како и овие кафичи, овие ресторани затворени, значи со спуштени ролетни се гледа дека никој нема во куќата, туку дека се луѓето некаде на друго место. Еве, едно и друго. Две тавернички, тие што работат и после тоа од кинескиот ресторан чиј газда, ако можеш да видиш, е Тони Зен, многу интересен податок. Тони Зен е собственик на овој кинески ресторан во Скијатос, да знаете, тоа многу вешто го крие. Од ресторана на Тони Зен натака, повторно, пак ништо не работи, тоа е тоа. Значи само овој Бакалико и тој Кумата, само тие се тие, кои што се отворени. Ама, делумно одмараат поради тоа што уште не е 6, бидејќи сушност тие работат во 2 смени, отвараат, и тоа си работа лабо, морам да признам, од 9:30 до 1 е првата смена и после од 6 до 9 втора смена. Значи од 1 до 6 нема работа и од 9:30 са бајле до 9 на вечер. Чао, пријатно. Но тоа што островот беше попразен ни даде можност да го почувствуваме и на еден сосема поинаков начин. Онака како што мештаните си го гледаат, слушаат и мирисаат кога туристите си се во своите далечни домови. Се си има и позитивни и негативни работи тоа што е вон сезона, ама мислам дека ваков одмор како што може сега да се пукне е ретко кога, а местото си е преубаво. Па посебно сега дојдовме тука, ова е музеј, така е како тврдинче, горе е музејот, а овде има многу убав ресторан. Мирисот што е тука од сите овие иглолистни дрва е преубав, како преспа, охрид има такви делчиња. Баш онака мириса на свежо и тие полни душата буквално. Еве, многу интересна работа. Храна за мачки. Специјално направено контейнерче за храна на мачки. Еве, оп, мачето да видиме дали може би се пријаде или само е збунета од мувата. Сепак е само збунета. И дојде да не поздрави. Да, ама како и да е, ние ќе поздравиме ово. Браво. Не треба да се трујат. Може да им се стави храна, така ли господин? Така е, господин. Александрос Пападиамантис вика е најважниот грчки писател и пишувал многу други работи, ама има тутнато малце. Има тутнато, може дојди да видиш? Ја читам тука, читам и вика дека демек мирно се бунтувал против естаблишментот, ама пишува дека се бунтувал против мент. Етаблираниот мент. Што и да значи тоа? Така да лектор треба да консултирате, драги грци, пред да поставувате нешто. Ама добро, се случува. А може и не знам. Ден еден завршен. Бога ми бевме и како исцрпени. И супер беше како за прв ден. Ајде да видиме што ќе ни донесе. Здраво, ден 2. Си се разбудивме од порано бидејќи нели морнари. Пробавме и нешто да фатиме, ама фативме само реума, ништо повеќе. Од што станавме рано, са бајлево ги испративме сите дечиња на училиште. Значи видовме дека е доста живо од наутро си одат кој на работа, кој децата ги носи на училиште, кој што реков, а има и полно што си чекаат овде на марината морско такси, на главно во Копно, веројатно си одат таму и работат. Денес ќе фаќаме накај Алонисос, малку ја променивме рутата, се одоброволи капетанот да не прошета малце повеќе од што се договоривме.
и ќе отидеме и ќе го видиме и Алонисос. Значи ќе ги заокружиме убаво најпознатите острови од спорадите. Искијатос, што веќе го гледаме, а и ќе се вратиме, и Скопелос и Алонисос. Супер! Што фатевме нешто. Немаме што да јадеме, бе, луѓе. Ете сме, тргаме. И видовте за колку, само пола саат, така нешто, сега почнува да не служи и времето, а многу убава работа е што таму, ако гледате, види таму од брдото, ако може да забележиш, таму не служи времето, ама ние му се радуваме на тој момент, зашто ќе има ветар. Може и да има и врнежи и такви работи, ама ние му се радуваме на ветарот, зашто ќе едриме. Сега, зашто е важно прво искуство или второ да пловиш со некој што знае? Овде, измеѓу овие две, да речем, ова едно мини островче и ова е копново. И сега види, овде измеѓу нив имаш едно многу мало карпиче и сега што е работал? Можеш да го заобиколиш од еднава и од другава страна. Арно, ама, ако не читаш на сонарот, ако не гледаш, нема да знаеш дека од оваа страна е само метро длабочина. И ти не гледајќи на сонарот, пример тука си седиш, слушаш музика, што и да е, си пловиш и си одиш право и си кажеш окей, си го заобиколувам од оваа страна, арно, ама ќе отидеш на метро длабочина и ќе си се заринкаш и ќе направиш голема белја. Ако првиот ден не послужи среќата, вториот бога ми ни тргна многу убаво. Ветерчето, како што и беше предвидено, почна да дувка. Дувкањето почна да си го прави своето и за многу брзо време почнавме да пловиме водени само од ветрот и нашите едра. На возбудата и немаше крај. Всушност за ова дојдовме, еве го, тоа е тоа што го баравме. Одиме со 12 чвора, тоа не ни знам више колку му доаѓа, ама не е ни битно. Многу е добро. Ветар има, а не е нешто кој знае колку, значи ова што го правиме сега си е сосема нормално. Ова си е едрење, тоа е тоа. Сега сум под сенка заради дженовата да крие. Тоа е ова второто едро. Значи го имаме ова главно едро што е закачено на ова бум што го викаат. Зошто го викаат бум е исто интересна работа, пошто мава глави, бидејќи се врти, нели, вака, и ако седиш таму некаде кај што седат дечките од екипата, и ако не пратиш, ако гледаш негде на страна, може бум да те удри по главата и да ти направи бум. Значи, тоа е бумот, а ова е дженова. Пловејќи доаѓаме до Скопелос, го гледаме и Каво Гуруни, тоа е заливот на свињите. Сега, зошто го крстиле заливот на свињите? Пази ова, зашто обликот на брдото ги подсетувал старите морепловци на свиња. Им личал на свиња, па го крстиле залив на свињите. Значи, ниту свињи има, ниту некогаш имало. Ама, мора да ми се признае, опасни се мора да е поврзано со некаков мит, приказна, легенда. Ова инаку е еден од најголемите светилници во Грција и демек, кога е ведро небото, може да се види дури од Халкидики кога пловиш. Порано таму живееле луѓе само за да го одржуваат, да го пуштаат светлото и слично. А сега светилникот е автоматски. Мислам, автоматски си се пушта и гаси. Секој остров има барем еден светилник. Точно се знае секој колку е висок, на која висина е лоциран, на каков тајминг се пали и гаси, пример, 2 пати свети на период од 5 секунди. Зошто е сето ова? За да го препознаваш. Порано мереле на штоперица и гледале кој е светилникот, за да го најдат на наутичка карта и да знаат од која страна да го поминат, како да го разминат, за да не се бувнат во некоја карпа навечер. А островот Скопелос е најпознат по тоа што тука се снимал филмот Мама Мија. 1 тон туристи доаѓаат секоја година за да се сликаат меѓу другите работи на оваа преубава карпа, значи врв се наоѓа познатата црквичка од тој филм, некоја свадба права таму во филмот, не знам. Ние од овде од Бродов филмов не сме го гледале, така што многу нема да му се потресуваме. Мама Мија. Освен еден човек, морам да признам. Голем фан на Мама Мија. Капетанот, тој. Инаку овде законски, ако си жител на Скопелос, мора да го имаш гледано Мама Мија. Да, до толку го љубат. Мислам, како да не го љубат кога им носи огромни приходи секоја туристичка сезона. Еден бакнеш песни рој или во случајов еден филм Туристи рој. И стигнавме на Скопелос. Бев возбуден и мислев ќе ми дадат некоја важна задача со паркирањето, но ми дадоа задача за почетници.
Знаете што значи тоа? На почетниците овакви задачи им даваат. Значи, сидрото да го креваш. И што треба да направиш? Треба да стиснеш нагоре. Да, задачата ми беше крени го сидрото со далјинско. Многу тешко. Но не се секирајте, ќе видат тие. Наскоро ќе се покажам достоен и за поголеми работи, како на пример кревање на балоните при паркинг. Балоња. Браво, Зарко. Тоа е. Од старт се почувствувавме многу добре дојдени. На наше големо изненадување имаше порака упатена за нас македонците, полна пријатни зборови и топли грчки поздрави. Еве ќе преведам, тука пишува: добре дојдовте тука, ве сакаме сите од Македонија, вие сте наши браќи. А може и друго пишуваше, не знам. И само што дојдовме во Скопелос и сме многу изморени, имавме среќа, ги избегнавме облаците што сега се за нас ги гледате, се доста зезнати, ама успеавме да фатиме брзина, да ги поминеме и немавме никаков проблем. Значи да прошетаме малку во Скопелос и ќе видиме што понатаму. Вечер остануваме тука, спиеме во Скопелос и сега ќе дојдам, сега. Ќе дојдам сега, ворете. Ворете ќе дојдам. Кучките. Одиме во Скопелос, спиеме тука и се гледаме после. Скопелос е навистина место како измислено за на Инстаграм. Инфлуенсерите би утепале за вакво нешто. Знаете какво место е? Како Охрид, Крушево, Парга и Вурвуру да имале дете. Еве на што мислам. Полно е со калдрма. Како стариот дел на Охрид, такви тесни сокачиња што одат нагоре надоле. Има интересна архитектура која на некој начин потсетува на места на куќите од Крушево. Ја има атмосферата од Парга и некако не делува грчко под наводници, а воедно го има чистото бистро море на дивите плажи од вториот крак на Халкидики. Ете, такво место е Скопелос. И толку е угоре удолу и толку е напорно за шетање по тие уличките што верувате прво нешто на што ми текне, добро, како успеваат луѓе во пошта да разнесат. И уште една важна работа. Скопелос е трчи црквиче или скала црквиче, уште по-точно е. Така да, поминавме 2 скали и нормално црквиче. Да, некаде пишува дека има 360 цркви во Скопелос. Некаде пишува и 300, некаде пишува и преку 200, но нема толку. Сепак од друга страна нема ни 100. Има повеќе од тоа, што за олку малечко место, богами, не е шега. Него нешто што многу има на островиве, ама сериозно многу. Као многу е мачки. Значи, Скијато, Скопелос, Алонисос, секаде има милиарда мачки. Дури ги видовме на Скијатос, има и хранилки за мачки на поставени општо. Така надвор си има хранилки за мачки, си им ставаат храна и мачињава си доаѓаат и си јадат. 2 се причините. Прво, многу сакаат мачки очигледно, а втора причина е што има многу и глувци. Не е се така позитивно во животот. Така што овие им се колку пријателчиња, толку и ги чуваат од потреба. Маче, што ќе кажеш ти за нашата програма? Ноќта веќе паѓаше на Скопелос. Бевме навистина изморени. Како вистински лидер почувствував дека е вистинско време да предложам да застанеме за денеска, да престанеме со работа и да се вратиме во Едрилица, да си направиме една убава вечера и да си легнеме. Имаме батерии за полнење зашто утре не чека нов ден. Секако ова најде на големо воодушевување кај колегите. Еј, Жарко, тоа е одлична идеја. Вистината е дека овој инсерт немаше врска со претходно кажаното, но само сакавме да го искористиме во емисија. А сега, лека ноќ. Трет ден од нашето едрење и си почнавме супер, се како што треба. Малку покасно станавме и малку покасно и тргнавме. Вчера останавме до доцна. Гледавме разни јахтички, да ви кажем искрено, и Едрилици општо не интересираше како одат цените. Генерално, значи, за нешто вакво како што ние се движиме, цените се од 50 и кусур минимум па нагоре 1000 евра. И тоа збориме за доста по-стари, условно речено, јахти. Значи, нови вакви, Едрилици, нови вакви Едрилици,
може да си одат и преку 100 и 150 илјади и 200 илјади евра и така натаму, доста скап спорт, но убавото е што можеме да си дозволиме да одиме на една недела. Како што ние тоа го правиме. Ние да речеме сме 6 гости на бродов, но доколку би дошле и 8, тим биде уште поевтино на тие кои доаѓаат. И цените за такво нешто би били сосема пристојни. Човек би платил, значи од човек 500 евра и ќе си ужива цела една недела во се тоа што го уживаме ние. Ќе си ги посети спорадите, ќе си доаѓа на места кај што буквално нема теорија да дојде на ниеден друг начин освен вака со дрилица. Ќе ужива на вакво време и авантура и ќе види нешто што првпат го видел. Бидејќи до сега не ви покажавме внатрешноста на едрилицата како изгледа, за да видите каде ние тоа спиеме, јадеме, одиме во тоалет, се тушираме и сето тоа. Мислам дека може да го покажеме. А иначе не се чудите за бананова сега. Што ќе си изедам и ќе си ја фрлам. Тоа не е дека имам нешто против грците или морето или слично. Тоа е бидејќи многу интересна работа. Како што ни кажа капитанот Јани, желките, например, многу љубат кори од банани. Тоа не сме го знаеле. И капитанот Јани вели, немајте гајле да фрлите во море било што е органско, се додека не е пластика, не се загадува. Ако јадеш јаболче, може да се фрли. Има кој да го изеде, да речеме тоа. Ако јадеш вака банана, може да се фрли. Рипчињата, желките, сите други животинки во морево ќе си го најдат своето и се што е од органско потекло ќе си го најде позицијата, ќе си ја најде во ланецов на исхрана итн. И ќе може да се искористи за добро на некое животинче. А сега да видиме доле како тоа живеат животните од нашава екипа доле. Гледате 1 на 1, овозможено од Ајде, добре, дојдовте, си се наоѓаме во она што ние си го викаме дневна соба. Ова е главниот дел на едрилица, каде што правиме све и готвиме и сите тие работи. Воздух ако сакаме да ни влезе, само вака си отвараме, пам, и имаме тука воздух и сето тоа си окей. И горе има исто така, тука отвараме и од тука има воздух. Ама ајде да почнеме со ред. Пример, што се случува кога се будиме, стануваме од спиење. 4 спални соби во кои можат да спијат 8 луѓе. Не е king size кревет, ама врши работа. Плюс едно помошно креветче на спуштање во дневната, значи севкупно може да собере 9 луѓе. Шкафови за качалки, огледалца, си има се. Добро, се е помало од она на што си навикнал, но се си има. И не е еден, туку 2 тоалети. Ама е така тесно. Значи, кој летал во авион знае од прилика ова е тоа. Значи, тука ми е шолјата, тука фрлам ѓубре, тука имам за чистење и интересна работа, нели, ова е и за туширање. Тоа е тоа, си се тушираш со ова и миеш раце со тоа, истото е си го повлекваш. Што значи тоа, дека се туширате во вецево тука над шолјата, да, си се тушираме тука, значи затвараме, си се тушираш, овде има едно огледалце позади и овде ако се собере вода од оздола, само стискаш на едно копче тука и тоа ја усисува водата од оздола. Си има се и во однос на кујна. Тањери, чаши, шоли за кафе, фиокчиња и полици, а без се. Како и се друго за нијанса се помали, нормално. Си има и каде да пржиш, вариш и печеш, многу јасно. Инаку на плине, ова шпорече. Дури имаме и редничка ако сакаме да ставиме нешто внатре, пица или што и да. Значи си вариме тука, си правиме чајче, после тоа здравје ручек време. Ја зафаќам позицијава, ова е мојата позиција бидејќи ја готвам во екипажот. Вчера им правев, завчера плескавици им правев. Вчера што ви правев? Кобасици правевме вчера, да, така е. А за денеска, да видиме што имаме за денеска. За денеска имаме лаврачиња. Рибче ќе се прави.
со простор за седење во дневната и еден сосема комфорен простор за седење со масичка на самата палуба надвор. Не можам да кажам дека воопшто нешто ни недостигаше. Точно, различно е, не е нешто на кое нормално сме навикнале, но за луѓе авантуристи или луѓе кои сакаат да искусат нешто сосема ново, ова дефинитивно може да е одмор за паметење. Значи секој кој што ги сака сите овие работи и има, си носи мал авантурист во себе, ако не го направи ова во текот на животот, многу може, треба и текако дефинитивно ќе се кае. А ние пак ќе се каевме доколку на ова патување не отидевме и до Алонисос. За Алонисос кажавме неколку зборови претходно, но сега, откако го гледаме и сами, можеме да прикажеме мал дел од она што го видовме и да пренесеме што ние мислиме за овој остров. Алонисос е помало местенце, дел од спорадите од овие острови, ама и помал остров и помали се градчињата тука. Има едно многу убаво селце горе, Палја Алонисос се вика, во превод тоа е Стар Алонисос, многу мало, многу симпатично, но многу високо. Значи на врвот на тоа како брдо едно на самиот остров и најгоре има и таверна која се наоѓа на плоштадче. Плоштадчето е толку малечко и толку високо што буквално можеш да се свртиш стоејки на плоштадот, да се свртиш на сите страни и 360 степени буквално ти да го гледаш морето од сите страни. Како еден вид старински скајбар на времето. Ето, тоа таму оделе да има такви убави видици луѓето и ден денес нормално луѓето одат за да уживаат во такво нешто, стварно е специфично и интересно. Скијато си е да речеме да има и забава и слични работи, Алонисос ако сакаш повеќе да си се пододмориш малку и да си прошеташ, јас му давам добра оценка. И исто така живо ми изгледа за така мало место, се слагаш, господине? Да, се согласува. Се согласува, да. Така да браво. 5 од 5 за Алонисос. Ќе се вратиме. 5 од 5 за Алонисос, а 5 од 5 и за момците од нашата екипа, верували или не? После известно време почнавме не само да учиме за едрењето, туку и да го применуваме тоа што го учиме во пракса. Сакаш да кажеш нешто? Многу сум возбуден, пошто стварно возам, така да не сакам да кажам ништо. Гледам да не ве утепам. Јоко. Да, станавме вистински морепловци. Едно со ветрот, едно со морето, како да сме родени за тоа. Нема што бе, талент си е талент. Па така од исплашени цицибани и јуниори станавме толку самоуверени што почнавме и да се глупираме на палуба. Ако ме види дека се глупирам, вака шамар ке ми. Еве го доаѓа. А кога капетанот доаѓа, тоа веројатно значи една од две работи. Или доаѓа да ти каже како нешто не правиш како што треба и да те подучи, или доаѓа да ти го земе кормилото. Саке да тргне. Нема да ме трне зашо одиме со 6,5 чворови. Капетанот секогаш кога ќе дојде на 8 чворови, доаѓа и да не трга. Не оди што не знаеме, него кеф му е да вози на ветар и на брзина. Сум добро, тоа си е вистината, што? Тоа што би сакал да им го порачам на младите е да дојдат и да учат да едрат. Ова е еден од најдобрите спортови. Едрилиците за пловење се безбедни и се за секакво време. Може да биде и недозволиво за испловување на големите бродови, но за едрилиците нема да има забрана. Пристанишните служби секогаш ќе ви кажат можеш да испловиш. И да има ветер од 10 бофори, 11 или 12, нема да има забрана за пловење со едрилица. Тоа е така бидејќи таа е за секакво време. Затоа всушност едрењето е еден многу убав спорт. Вие сте внатре, во ветерот, а околу вас се небото и морето, островите, убави какви што ги имаме на секое место. Всушност, живееш внатре во ветерот и во чистиот воздух. Да, навистина е интересно гледајќи како човек со толку големо искуство како капетанот се уште сака да вози, но тука лежи зајакот. Ова е спорт од кој се создава зависност како скијање, како планинско возење велосипед. Има една адреналинска нишка во сето ова, посебно кога има силен ветар и водењето на кормилото навистина станува исклучително интересно и предизвикувачки дури. Впрочем, затоа и кормилото е направено толку многу големо. Нели се запрашувате што бара Воланов да е толку
многу широк. Сето тоа е направено за просто кажано да можеш да се бориш со евентуални големи и силни бранови. Значи дури и со коленото, тоа е со ногата да си помагаш. Веруете, со мал волан тоа не можеш да го правиш. И се враќаме на нашиот капетан кој, иако има толку големо децениско искуство со пловење, и ден денеска има кејф да го земе кормилото во своји раце кога има посилен ветар и се чувствува онака полниот мерак од она што значи вистинско едрење. Но колку и ние да се правиме мангупи дека нешто сме научиле, има работи за кои треба да изедеш фурни леп и испловиш километри на море. Го напуштаме скијатос, ќе си се упатиме на кај Волос назад, така да му правиме чао на ова место, кое што се поживо и поживо станува вака викенд како што дојде. Дали се врати од негде луѓе или не знам, ама па првиот пат кога дојдовме, кога ни делуваше многу пусто, веројатно зашто дојдовме во незгодно временце. Еве го и сонцето. Дојдовме во незгодно време бидејќи ги фативме на онаа меѓу смена. Бидејќи како што всушност видовме, низ цела Грција си работат во две смени, не само во овие туристички места, има некои си вообичаена пракса, традиција да си работат луѓе од сабајле од кај 9 до кај 1 и после тоа од кај 5 саат до кај 9 и да си затворат, банките им работат да речеме од 8 до 2 само и таква некоја работа. Не се најработливите луѓе, како што може да заклучиме, ама добро, тоа е тоа, така си се воспоставила таа пракса на бидување со семејството за време на ручек. Знаете дека тие се доста грциве се така ги ценат семејните вредности пропагирани од црквата. Последен ден. Си одиме дома. Последни снимки и последна прошетка низ убавиот Волос. Кога тоа добиваме повик од капетанот и тоа ме вика мене. Вау, сигурно ме вика да ми даде некој подарок, да ми каже Жаре, ти ќе бидеш голем морепловец, еве ти го на подарок транзисторот што секогаш го чувам околу врат. Но не, капетанот ме викна да ми даде задача. И не знаеш кој е побудала, јас што мислев дека ќе ми го подари транзисторот или тој што со своите 78 години тргна да се качува на јарболот од едрилицата. Да, најгоре, десетици метри нагоре висејки на едно обично јаженце. Зошто? Да изврши некаква поправка, некакво си одржување на јарболот. Мислам, каква пасија! Вистински морнар влегува во 9-та деценија од животот, а физички е поспремен од сите ние што му бевме гости на неговиот брод изминативе денови. Абе, секоја чест, капетане. До следно наше гледање, да си ни жив и здрав. А да сте живи и здрави и сите вие, кои не подржувавте и гледавте цела оваа 11-та сезона од 1 на 1. Овој специјал го снимивме некаде во октомври минатата година и го планиравме како едно изненадување и круна на оваа сезона. За жал се случи целиот хаос со пандемијата од коронавируси, моравме да ги затвориме границите, да престанеме да патуваме надвор и да седиме дома како би го заштитиле нашето и здравието на нашите најблиски. Но ништо не е вечно. Ситуацијата кога тогаш ќе се врати како што беше. Ќе имаме време и за шетање, патување, сончање, богами и за едрење. Во моментов важно е да сме доследни на пропишаните мерки, да внимаваме да ги почитуваме правилата и да помогнеме сите заедно што побрзо да ја добиеме битката. 1 на 1 екипата после оваа епизода оди на пауза и ќе се видиме од есен со сосема новата 12-та сезона од најгледаното ток-шоу кај нас. Успех кој ви го должиме целосно вам, нашата верна публика со години. Многу ве сакаме и ви посакуваме се најдобро. Имајте пријатно лето, полно љубов, радост и најважно од се, многу здравје.